Štip, gradot pod Isarot. Помаричката битка која се одиграла кај местото Чирмен на реката Марица во септември 1371 година, градот Štip влегол во рамките на османлиската држава. Имено по оваа битка што е одлучила судбината на цела Источна Македонија, браќата Јован и Константин Драгаш, кои владееле во североисточна Македонија, држејќи и Štipската област, морале да ја признаат врховната власт на османлискиот султан и да станат негови вазали. Засега не постојат изворни податоци дали бил пружен отпор против османлиските завојувачи. Сепак постојат некои информации од познатиот патописец Евлија Челеби, кои се повеќе на ниво на легенда отколку на историски извор. Имено станува збор за легенда во која главна улога се еднојато шатки кои биле забележани од османлиската војска, која безуспешно се обидувала да го освои Štip. Тоа јато шатки секој утро влегувала и излегувала од каналот кој се вливал во реката Брегалница. Војниците кои го виделе тоа јато, ги следеле и виделе дека тие исчезнуваат во каналот. После неколку дена тие останале овде да видат што се случува со тој канал и приметиле дека од самиот канал излегуваат војници, односно оние кои ја бранеле тврдината. Тие луѓе биле заробени, однесени кај командантот на османлискиот гарнизон, при што признале дека тој канал води до самата тврдина во средината на тврдината и на тој начин тврдината се снабдувала со вода. И потоа османлиската војска, искористувајќи го тоа, навлегла во самата тврдина и на тој начин Štip бил освоен од османлиите според кажувањата на Евлија Челебија, кој престојувал во Štip во 1662 година. Постои едно тврдење исто така од другиот исто така познат османлиски хроничар, тоа е Хаџи Калфа, кој тврди дека Štip бил освоен од Тимурташ Паша, кој заедно со Лала Шахим Паша и Еврен Озбек се тројцата големи османлиски војсководци кои ги освојуваат овие простори во втората половина на 14 век. Меѓутоа, во историските извори нема потврда за тоа тврдење на Хаџи Калфа. По воспоставувањето на османлиската власт, Štip како седиште на посебна каза влегол во рамките на Кюстендилскиот санџак и на тој начин станал седиште на бројни воени, административни, судски, верски и други институции со голем број службеници. Органи на централната и локалната власт биле муфтија, спахиски кехаја, јаничарски сердар, пазаришен надзорник, баждар, старешина на еснафите и харачага. Првите османлиски податоци за населението во градот Štip датираат од 1519 година. Според тој попис, Štip имал 9 муслимански, 6 христијански и 1 еврејско мало. Во нив живееле околу 1625 христијани, 1000 муслимани и 75 евреи, што значи дека вкупниот број на жители во Štip изнесувал околу 2700. Доминацијата на христијанското население во однос на муслиманското, речиси 150 години по воспоставувањето на османлиската власт, укажува на тоа дека градот не претрпел некои поголеми демографски потреси и дека немало битка за негово освојување. Во текот на 16 век, градот Štip продолжил да се зголемува демографски и бил најголемиот град во Кюстендилскиот санџак. Во следниот попис, што е направен во 1570 година, може да се увиде поголема разлика околу самото население кое живее во тој период. Околу 2200 жители сега има од муслиманска вероисповест, а додека од христијанската вероисповед на 1500 и од еврејската со околу 140 граѓани што живееле во тој период. Многу се важни причините да се кажат околу таа исламизација. Угледните, да кажам, луѓе морале да ја прифатат муслиманската вероисповест, бидејќи со тоа на некој начин можеле да го зачуваат нивниот углед и богатството. Пописот од 1570 година дава богати податоци за занаетите со кои се занимавало štipското население во овој период. Занаетчиството
добива посебен полет, нели, и се развиваат занаети карактеристични пред се за османлиската војска, за потребите за задоволување на османлиската војска, меѓутоа и за тој административен верски апарат кој се, нели, инсталира во самиот град, занаетите кои се развиваат во Штип и кои се појавуваат за прв пат во тој град се, например, сарачкиот занает, пушкарскиот занает, чешларскиот занает, ножарскиот занает. Штип бил познат по изработката на посебни ножиња на затварање и тие биле барани на околните пазари во другите градови во околината на Штип. Во исто време тие занаетчи биле и трговци кои имале своји дуќани во чаршијата во Штип и кои и ги производувале и ги продавале своите производи, а посебно место во таа чаршија во Штип имал секако Штипскиот безистен кој денес постои, кој еден вид затворен пазар во кој имало посебни дуќани со многу квалитетна роба. Се сметало дека во тие безистени се продава најквалитетната роба и донесена од надвор. Тој безистен имал порти кои наутро се отварале и навечер се затварале и робата останувала внатре, заштитена со чувари на самиот безистен. Градската чаршија била центар на стопанската активност на Штип и во неа се наоѓале сите работилници, дуќани, анови и каравансареи. Покрај градскиот пазар, уште во 1519 година, бил регистриран и рибен пазар, а одредени занаети биле групирани во согласност со производствената дејност, како на пример железарите и мутавчиите. Развиената занечиска и трговска дејност, како и местоположбата на Штип, секако биле едни од причините за населувањето на евреите протерани од Шпанија и за формирање на еврејската заедница во него. Промената на власта, освен во демографската структура, предизвикала и промени во надворешниот изглед на градот. Во него биле изградени исламски објекти од сакрален и профан карактер. Изградбата на исламски објекти особено била интензивна во 16-тиот век. Најпознати градители во градот биле припадниците на семејството на штипскиот кадија, мевланата Мехмед Челеби. Тој бил познат и под прекарот Иштипзаде, што буквално значи син на Штип, односно штипјанец. Самото негово презиме индицира дека можеби станува збор за семејство кое потекнало од Штип, односно кое по потекло е од старата христијанска феодална класа, која била затекната овде во Штип во време на освојувањето и кое, за да ги зачува своите позиции и своето богатство, ја прифатило исламската вера. Тоа не е случајно и само за Штип. Познат е тој процес дека еден дел од христијанската елита на целиот Балкански полуостров, токму од тие причини да ги зачува своите привилегии, преминува во исламска вера. Таткото на Мехмед, Мевлана Нуредин, во градот изградил амам, така наречен Стар амам. Тој за потребите на султан Муратовата џамија во Штип завештил неколку дуќани и воденици во градот и други имоти во Штипско, како и поголем број книги. Неговиот син, Мехмед Челеби пак, веднаш до стариот амам изградил уште еден, така наречен нов амам, како и медреса и основно училиште. За одржување и функционирање на овие верско-просветни установи, Мехмед Челеби Иштипзаде завештал неколку своји дуќани и работилници во Штип. За да се долови сликата за изгледот на Штип во 17-тиот век, најдобар извор е секако патописецот Евлија Челеби. Тој за време на својот прв престој во Штип во 1662 година запишал дека во градот имало 2240 добро стоечки и прекрасни куќи, ѕидани од тврд материјал, приземни на спрат. Евлија Челеби во своите патеписи ги опишал најзначајните објекти во Штип. Според него во градот имало вкупно 24 џамии. Трите најзначајни ги опишал на следниот начин. Фетхија џамија, која се наоѓа под тврдината во времето на освојувањето, била црква која Алибек при освојувањето ја претворил во џамија, додавајќи и михраб. Потоа постои џамијата на Мурат хан освојувачот, чие вистинско име е Средна џамија, Орта џами. Тука понатаму се наоѓа Хусам Пашината џамија. Тоа е уметнички изградена џамија со минарет зидана од камен, покриена е со олово, а лежи на еден рид. Тука треба да се спомени познатата Килисе џамија, односно црква џамија, која била сместена во внатрешноста на Штипската тврдина.
Таа сигурно била предосманлиски христијански храм, адаптиран во џамија, која и во османлиските документи од 16 век била запишана како џами килисе. По описот на џамиите, Евлија Челеби преминал на месџидите, при што навел дека во градот имало 24 месџиди со михраби. Од нив ја споменал само медресата Мурадије, која се наоѓала крај џамијата на Султан Мурад, како 11 мектеби, односно основни училишта. Од профаните објекти, Евлија Челеби навел дека во градот постоел само еден караван-сарај, во кој ноќевањето било бесплатно. Оваа градба била зидана како тврдина, а покриена е со олово. Во приземјето има 50 соби, а исто така 50 соби на спрат. Шталата на тој караван-сарај може да прими 1000 камили, коњи и мазги. Штип имал и 7 манови. Евлија запишал дека во чаршијата имало 450 еснавски и занечиски дуќани. Меѓу таа убава чаршија и јанот на Кјучук Емир Султан се наоѓа еден голем плоштад калдрмисан со чиста калдрма, а во средината на тој плоштад се наоѓа базен во кој водата постојано се менува, така што од неговите шадрвани и славини, кои изгледаат како устата на ламја, тече бистра вода. Тука сите луѓе и животни ја гасат својата жет. Близу тоа место се наоѓа еден безистен, чии високи куполи се покриени со олово. Од двете страни на тој безистен постојат железни порти. Во него има скапоцена роба, штофови и свила од сите 7 области на светот. Од мирисот на прекрасните билки, на човек му застанува умот. Тоа е затоа што населението на овие краеви сака пријатен мирис и разновидни билки. Тука постојат убави кафеани. На реката Брегалница се наоѓа дрвен мост со 5 сводови кој заслужува да се види. Во црковен поглед, Штипската нахија паѓа под јурисдикција на Злетовската епархија. Начело на таа епархија имало епископи по потекло од Штип, како што бил епископот Рувим, епископот Макарија, така натаму. Во овој период населението помага во возобнување на христијанските цркви. Така во 1601 година ќе биде возобновања црквата Свети Спас во Штип, а познатиот Кир Симеон и неговата жена ќе помогнат до Лесновскиот манастир да бидат донесени цевки за вода. Динамичниот стопански раст на Штип бил прекинат од големата австро-турска војна, која трајала од 1683 до 1699 година. На 10 ноември 1689 австриската војска стасала пред портите на Штип и тука се одиграла жестока битка со османлиските сили. Последниве биле разбиени и се повлекле, а австриците влегле во градот. Не е тоа напад со кој се имало за цел да се ослободи Штип од османлиското војување, тоа е напад на австрийска војска, истурено оделение која само се обидува да обезбеди храна и други некои потрепштини за војската која се наоѓа во Велес и во Штип. И тој напад во Штип предизвикува рушење на неколку објекти, градот, еден дел од градот е запален, потоа војската се повлекува, во исто време и османлиската војска е повлечена, тоа е еден период кога е вакуум. За оваа војна постои една песна посветена на Ана Штипјанката, имено песната е посветена на девојка по име Анка, која ќе биде земена од страна на австриските војски додека тие се повлекуваат. Подоцна нејзиниот татко се обидел да ја откупи, односно тој ги понудил сите своји дуќани и занаетчиски работилници да ги продаде со цел да ја врати својата ќерка назад во исламот, но таа не го прифатила тоа и останала да живее со австриците. И покрај претрпените штети од австриското навлегување и опожарувањето, во изворите од 18 век, Штип се уште бил представуван како една од најзначајните градски населби во Македонија, а во текот на 19 век, познат уште и како век на преродбата, продолжил забрзано да се развива и бил значаен стопански центар во Источна Македонија. До средината на 19 век тој останува како каза во Кјустендилскиот Санџак. Меѓутоа, од 1864 година, кога веќе се формирани вилаетите, започнува промена на административната структура на
целокупната територија на Балканот, и Штип во тој поглед влегува во состав на Косовскиот вилает, чие седиште први не во Приштина, а потоа е во Скопје. Уште тој е познат и како Скопски вилает, и до крајот на османлиската доминација тој ќе остане каза од Косовскиот вилает. И се менува и структурата на управување. И интересно е тоа што сега во органите на управа на казата Штип влегуваат и немуслиманите. Значи, начело на казата стои Кајмакам, кој е муслиман, меѓутоа во управниот совет на казата влегуваат представници и на христијаните и на евреите. Исто така, задолжителен дел од тој управен совет на казата е и највисокиот христијански духовник, односно во овој случај митрополитот. Освен во управниот совет, христијаните влегуваат и во основниот суд, така што двајца представници кои ги избираат самите христијани стануваат дел од основниот суд на Штип, и тие исто така учествуваат во работата на тие судови, што е покажува тенденцијата на државата во органите на управа да бидат вклучени и немуслиманите и да преземат дел од одговорноста за управувањето на самиот град Штип. Во текот на 18-тиот век, градот Штип броел околу 4000 жители. Во почетокот на 19-тиот век, бројот на жители постепено се зголемувал, така што во периодот помеѓу 1807 и 1817 година се движел помеѓу 5 и 6000, а Ами Буе околу 1836-38 навел бројка од дури 15 до 20.000 жители. За најверодостојни може да се сметаат податоците од пописот направен од страна на османлиските власти во 1844. Според овој попис, градот Штип во наведената година бил поделен на 13 мала во кои имало вкупно 1980 куќи. Од нив 1114 биле христијански, 823 муслимански и 43 еврејски. Значи, вкупниот број на жители се движел околу 10.000 лица. Најголемо христијанско мало било големото мало со 451 куќа, а второ по големина било малото Варош со 262 куќи. Овие две мала биле населени исклучиво со христијанско население. Најголемо муслиманско мало било малото Џума, во кое живееле 188 муслимански и 23 христијански семејства. Во градот живееле и 57 ромски семејства муслимани. Поголемиот број на христијанско население се должи на механичкиот прилив на христијани од околните села, а ова го потврдува и пописот од 1844. Според статистиката на Васил Кънчов, Штип во 1898 година, заедно со Новосело, имал 20.900 жители, од кои 10.900 христијани, 9.200 муслимани и 800 евреи. На почетокот на 19-тиот век, во Штип постоеле и се развивале околу 25 занаети, во околу 450 дуќани. Веќе во 1844 биле развиени вкупно 78 различни занаети, во околу 500 дуќани, од кои најраширен бил терзискиот, потоа папуџискиот занает, а како занаечи во градот биле регистрирани и голем број бакали, брашнари, билкари и така натаму. Исто така биле формирани посебни мали чаршии, казанџиска, чевларска, леблебиџиска, ковачка, лозарска и други. Градската чаршија во градот Штип се наоѓала во центарот на градот, односно била поделена на два дела во левиот и десниот брег на реката Отиња. Во близина на чаршијата се наоѓало и градското пазариште, а пазарен ден бил денот понеделник. Во овој период ќе биде отворени производствени погони на Афион и Сусам. Во градот Штип постоели и две солани. Таа сол била продавана не само во Штип, туку и на пазарите во Велес и Солун. Во овој период ќе бидат отворени млинови на жито, кои работеле на мотори со снабдување на газ или петролеум. Занаечиите биле поделени во одделни еснафи, кон крајот на османлиското владење овој број на еснафи достигнал до бројката од 30. Најпознати биле казанчискиот, берберскиот, форнаџискиот и така натаму.
Еден есна во 1908 година ќе отвори своја компанија со јасни принципи на работа, но за жал таа во 1910 година ќе биде затворена, бидејќи Штип се развива како еден важен економски центар, каде што некаде во средината на 19 век ќе работат преку 500 дуќани во чаршијата со преку 70 занаети, голем број на семејства, ќе зајакнат економски и своите производи ќе ги носат на пазарите во соседните градови, дел од нив своите производи ќе ги носат на серскиот пазар, каде што пристигнувале преку така наречениот Штипски пат. Во 19 век во градот Штип ќе биде отворено и австриско конзулство, а значаен придонес за развојот на Штип како економски и трговски центар дава и еврејското население. Познати биле казанџиските и кујунџиските производи од Штип, нивните теписи, црквени реликвии и друго. Во Солун некои штипски трговци имале своји представништва и магазини, а нивно дело бил анод во Солун наречен Пиринч ан. Таквата стопанска и трговска дејност овозможила да се создадат богати трговски и чорбаџиски семејства во Штип. Овие богати трговци развиле трговски врски низ целиот Балкан, како и со центри во Средна и Источна Европа. Некои од нив имале силни врски со богатото трговско семејство Машови од Велес, за кој откупувале пченица, јачмен и орис од Штипско. За развиената трговија во Штип сведочи и бројот на 56 станови во градот во 80-тите години на 19 век. Рускиот патописец Виктор Григорович во 1845 година го опишал Штип на следниот начин. Така стигна во Штип, градот што е сместен на реката Брегалница. Трошниот замок на едниот од ридовите. Убавите со куполи џамии и цврстите камени мостови го вбројуваат меѓу најубавите градови во Македонија. Моето внимание беше свртено кон епископската црква на Свети Никола и на училиштето. На моје неискажано задоволство, во училиштето за првпат најдов на словенско учење. Со зголемувањето на бројот на христијанското население и со подобрувањето на материјалната положба, во почетокот на 19 век во Штип започнале да се обновуваат и градат нови цркви. Така во 1809 година во Штипско Ново село е изградена црквата на Света Богородица и за неја се грижела црковно училиште, општина чие седиште се наоѓало во Ново село, кое ќе стане едно од жариштата на подоцнежната борба на македонското население за ослободување. Напредокот на тоа христијанско население во Штип, на тоа македонско население во Штип, таа нивна економска подлога овозможило многу порано од некои други градови во Македонија да се јави еден слој на македонски интелектуалци, на побогати македонски семејства, кои во иднина, во блиска иднина ќе ја преземат на себе задачата да се борат за многу поголема еманципација на македонското население и за постепено ослободување од османлиската доминација во наредниот период од 19 век. Штип е град со богата просветно-образовна традиција. Корените на оваа духовна активност потекнуваат од крајот на 18 век. Имено покрај исламските верски училишта, мектеби и медреси, во 1793 година во градот било отворено и првото келијно училиште, издржувано од црковно-училишната општина. Во некои извори се наведува дека во почетокот на 19 век во Штип постоело и општо народно училиште. До средината на 19 век најраспространети биле келините училишта, познати како манастирски црквени училишта. Училиштата биле значаен фактор за развој на градот и националното сознавање на населението. Во исто време, штипските богати трговци за нечии материјално го помагали издавањето на книгите на Јоаким Крчовски. За неговата прва книга пари дали богатиот Кир Хаджипецо од Новосело.
Кога зборуваме за 19. век и за македонската преродба, неодминливо е споменувањето на двајца големи штипјани кои ги поставиле основите на педагошката и образовната дејност во многу сегменти од развојот на просветата во Македонија во овој период. Тука секако би ги спомнале Јосиф и Михаил Ковачев, двајца браќа, синови на Антон Ковачев, еден ретко писмен човек за своето време во првата половина на 19. век. Воопшто, кога се поврзува и кога се зборува за просветата во Штип и Штипско, треба да се напомене дека уште од 1793 година е формирано првото келино училиште, а во 1840 година и првото световно училиште во Штип. Ова келино училиште подоцна ќе го заврши и Јосиф Ковачев и ќе добие титулата на усничар. Јосиф Ковачев е еден редок интелектуалец од своето време кој ќе студира богословија во Белград, а потоа педагогија и психологија во Киев. Како таков, тој ќе стане основоположник речиси на македонската педагогија, бидејќи во 1869 година го издава првиот учебник за методика, односно за училишна педагогија. Тој е и авторот на воведување на предметот, односно го воведува предметот световно пеење во училиштата како посебен предмет и настојува покрај богословските предмети да има и световни предмети, бидејќи ова период кога во Штип се развива трговијата, еснафот, кога станува се поголема потребата од едно световно образование на штипските деца покрај учењето на богословските, односно на духовните предмети. Покрај педагошката дејност, Ковачев во Штип ќе развие и андрагошка дејност, кој што во празничните денови ги описменувал возрастните штипјани. Неодмеливото значење на Ковачев се состои во тоа, што ќе создаде една генерација на учители македонци, кои што ќе бидат почитувани и авторитет во средината во каде што работеле. Но од посебно историско значење ќе бидат овие учители кои што ќе настанат како организатори на македонското национално и ослободително револуционерно движење. Стопанската и трговска дејност на градот и создавањето на богат трговски занаечиски слој меѓу христијаните овозможиле да се создадат услови за организирана политичка дејност, што во втората половина на 19. век го претворила градот Штип во арена на сериозна револуционерна дејност. Создавањето на внатрешната македонска револуционерна организација на 23. октомври 1893 година во Солун, тогашен македонски општествено-политички центар, јасно покажува до кој степен била развиена македонската национална свест во овој период. На крајот на Конгресот од 1896 година, во Македонија биле создадени 6 револуционерни окрузи, во чиј состав влегувале и по неколку револуционерни околии. Иако се предвидувало Штип да биде седиште на еден од тие окрузи, сепак тој останал околија во состав на Скопскиот револуционерен округ. Во овој период во Штип и Штипско делувале плејада македонски револуционери и учители. Ѓорче Петров, Гоце Делчев, Даме Груев, Туше Деливанов, Петар Попарсов, Тодор Лазаров, Трајко Калајджиски, Мише Развигоров и многу други. Овие учители на просветното дело му дале нова, револуционерна, национално-слободителна содржина и карактер, обединувајќи го во својата личност и дело учителскиот повик и работа и борбата на македонскиот народ за национално ослободување. Во Штип, како учители ќе пристигнат Гоце Делчев и Туше Деливанов. Гоце Делчев ќе биде учител во Штипско Ново село, а додека Туше Деливанов во градското училиште Кирил и Методи во дворот на црквата Свети Никола. Штип ќе го има тоа задоволство, кога за прв пат овде ќе се среднат двајцата столбови, великани на македонското национално и слободително револуционерно движење, Даме Груев и Гоце Делчев. Оваа прва средба Даме Груев ќе ја запише во своите спомени. И ќе рече: кога го прашав Гоце, зошто се вратил од Бугарија во Македонија, тој мудро ми одговори:
На секој македонец, местото е во Македонија, меѓу својот народ, да му помогне кога му е најтешко. Оттогаш, овие двајца револуционери дејци ќе станаат неразделни во борбата на македонското револуционерно движење. Даме Груев во 1894 година ќе го формира и првиот местни комитет или градски комитет во Штип, во кој како членови на ТМОРО, а покасно ќе станаат и идеолозите на револуционерното движење во Штип и Штипско, Димитар Миришиев, Миша Развигоро, Тодор Лазаров, Трајко Казанчиски, Мите Теранцелиев, Александар Малинов, Ефрем Чучков и многу други покасно ќе се приклучат масовно како членови на ТМОРО и како членови на Штипската револуционерна организација. Даме Груев и Гоце Делчев во Штип ќе развиват на широка мрежа, но таа мрежа ќе ја прошират после завршувањето на своите професионални обврски, ќе поминат и на терен во многу други градови во источниот регион, каде што ќе го информираат населението за веќе формираната револуционерна организација и за нивно приклучување во борба против отоманската власт. Даме во Штип ќе го формира и првиот селски комитет во Горни Балван. Одреден период во Штип престојувал и Петар Попарсов, еден од основачите на ВМРО, кој го наследил Гоце Делчев за главен учител во основното училиште во Новосело. Петар Попарсов, браќата Арсо и Тодор Лазарови и Мише Развигоров станале раководители на окружниот комитет на ВМРО во Штип. Првата провала во редовите на Македонската револуционерна организација се случила во Битола 1896 година. Во вреќите со Орис на Доне Тошев Стојанов биле откриени бомби пренесени од Виница преку Штип за Битола. Доне бил затворен и подвргнат на сурово измачување. Тој ќе стане име во организацијата и синоним на храброст, бидејќи ниту нешто признал, ниту некого издал. Бил осуден на 101 година затвор. Најголемата провала во организацијата се случила во ноември 1897 година во градот Виница, позната како Виничка афера. Ова им дало можност на турските власти да притворат многу членови и симпатизери на организацијата во градот Штип и во Штипската околија. Меѓу нив биле и Мише Развигоров, Петар Попарсов и Димитар Мирашчиев. Сите биле затворени и подложени на измачувања. Во периодот по Виничката афера, а посебно по Илинденското востание, во Штип и Штипско се засилиле активностите на странските пропаганди на соседните балкански држави, Бугарија, Грција и Србија. Од нив најактивна и најагресивна била бугарската пропаганда, бидејќи овој регион бил од големо значење за екзархијата и бугарскиот двор. Од 2 до 7 јануари 1905 година се организира Скопскиот конгрес од страна на Скопскиот округ во селото Кнежево, Кратовско. На овој конгрес присуствувале и 4 делегати од Штип: Мише Развигоров, Стојан Мишев, Ефрем Чучков и Тодор Александров. На конгресот требало да бидат решени и определени понатамошните чекори на организацијата. Поради сомнеш за злоупотреба на парите од благајната на Штипската револуционерна организација, април 1907 година во Штип доаѓа Мише Развигоров. Поточно, на 2 април, тој е предаден на турските власти и истиот е убиен во куќата на Петре Брашнаров на Исарското мало. Младотурската револуција во 1908 година во Штип и Штипско од народот била дочекана со големо воодушевување. Поради тоа, народот сметал дека конечно ќе може да ужива во своите слободи и права и да го живее својот мирен и слободен живот. Поради тоа, во Штип дошле Петар Чаулев, Стојан Мишев, Стојан Илиев Криводолски, Иван Брло, Тодор Мијалков, Сане Чифуто и други. Тогаш во Штип дошла и селската милиција и имало вкупно околу 2000 вооружени припадници на милицијата и четите. На пат кон Прилеп во Штип се задржал и војводата Петре Ацев,
а по известно време дошол и Тодор Александров, тогашен секретар на четата на Кочанскиот војвода Симеон Ѓорѓиев Клинчарски, чија задача било да го контролира источниот регион и Скопскиот округ. Најинтересен настан тогаш бил влегувањето на четата на Ефрем Чучков во градот, во чија чест и се организирало банчет во Гранд Хотелот, на кој што присуствувале и турски офицери, како и првенци на националностите. Интересно е за Штип да се спомене дека во јули 1909 година престојувал и Кемал Ататурк, идниот голем турски реформатор и државник. Пред Балканските војни, населението по Македонија било изложено на невидени репресалии, страдање и маќи поради се почестите терористички акции на Македонската револуционерна организација, кои немале, напротив, никаков политички ефект, а само го изложувале населението на маќи и страдање. Целта им било да се насочи европската јавност за да се реши проблемот за македонското прашање. Такви били и магарешките атентати, кои всушност представувале терористички акти, кои што биле организирани на тој начин што бомбите биле ставани во товар, кој што потоа бил пренесуван на магариња и доставуван на фреквентни места за да може да се предизвика поголеми човечки жртви. Еден таков атентат се случил и во Штип на 21 ноември 1911 година. Имено по пладнето на овој ден, во близина на џамијата, одекнала бомба на пазарот Шардаван. Во масакрот настрадале десетина лица, а околу 200 биле ранети. Реакцијата на властите била брутална, при што не биле поштедени ниту децата. Оваа реакција на Турција предизвикала големо незадоволство и кај незините пријатели и била осудена од Европа. Непосредно по масакрот, во Штип пристигнала и хуманитарна помош за настраданите од Бугарија и од една американска мисија. Во Штип до 1912 година, додека траело турското владење, постоеле неколку вида училишта: муслимански, христијански или каурски, едно еврејско и едно бошњачко училиште. Државна вера бил исламот, а официјален јазик во наставата бил турскиот јазик. Во Штип постоеле 3 основни екзархиски училишта, кои биле мешовити, и една 3-годишна нижа гимназија. Во овој период во Штип се исповедале следниве религии: христијанска, односно источно православна, и исламска, со 4 своји секти, и тоа Бекташи, Мелаими, Руфаи и Јавлети. Во Штип до 1912 година постоеле 8 џамии и 3 текиња: горно и долно Аша Теќе и Кр Теќе. Портата била толерантна кон верските слободи, па така христијаните сета своја култура ја граделе и развивале во рамките на црквата. Во Штип долго време функционирало театрото, сместено во салата до Гранд Хотел, изградена токму за таа намена, во самиот центар на Варош Маало. Во истите простории било сместено и читалиштето Делателност со своја библиотека. Во тоа време во Штип се печателе 2 локални весници, Македонија и Револуција, во редакција на Петко Пенчев, кои се умножувале на хектограф. Во регионот на Штип и Штипско била стационирана турската војска во состав на 5-тиот корпус, која се наоѓала во мобилизацијска состојба. Населението во Штипско со радост ја прифатило веста за избовнувањето на вооружените судири со турската војска. Сосема оправдано, тоа се надевало дека по победата над Турција ќе се оствари вековниот сон на населението за слободен живот. Но набргу населението увидело дека таквата предпоставка била само илузија. На 18. октомври 1912 година ќе започне првата Балканска војна. Целокупната територија на Македонија била претворена во воен виор. Македонците со радост ја пречекувале и српската и бугарската војска, надевајќи се како што и тие самите се нарекувале ослободители, ја поддржувале многу македонци доброволно учествувале и во едната и во другата војска. Познат е и случајот во Штип, кој што многу доброволци штипјани ќе учествуват како ополченци во бугарската војска. Штипјани се надевале дека со една ваква победа на сојузниците, дека ќе дочекат и она многовековна нивна желба да добијат своја слобода, да добијат своја држава.
Но набрavo ќе свата дека сето ова ќе биде една празна илузија, бидејќи едно робство ќе биде заменето со друго, многу потешко и многу поцрно. Бугарските и српските војски пристигнале во Штип на 30 октомври без претходно да добијат некој воен судир со турската војска, која што претходно се повлекла. Општината на Штип ќе биде окупирана од бугарската и српска војска. Демаркационата линија била поставена по течението на реката Брегалница. Така што Штип и селата од левата страна на Брегалница ќе бидат окупирани од бугарската војска, а додека десната страна на реката Брегалница окупирана од српската војска. И веднаш станало јасно, едно владење било заменето со друго, потешко и поцрно. Настапиле денови на страв и неизвестност. Во зависност од окупаторот, населението во Штип било прогласувано за бугарско или српско. Одмек ќе се покаже и правото лице на овие две војски, дека имаат окупаторски намери спрема населението. Така да, преку школите и училиштата ќе вршат невидена силна денационализација и асимилацијска политика. Со Лондонскиот мировен договор, Турција била принудена да ја напушти и последната своја окупирана територија од Европа, Македонија. Незадоволна со добиеното од мировниот договор, Бугарија започнала забрзано да се подготвува за нова војна. Летото 1913 година, српско-бугарскиот судир на територијата на Македонија довел до нова, уште покрвава меѓусојузничка војска, Втората Балканска војна. Брегалничката битка започнала ненадејно и неочекувано. Ден предходно бугарските офицери не давале никаков повод за сомнеш. Бидејќи нападот бил бргу откриен, српската војска веднаш организирала одбрана, пошто нападот на бугарите бил успешно одбиен. Едно од најважните стратегиски места, Ежофрид, се уште бил под контрола на српската војска, каде што се наоѓала и незината команда. Овде бугарите имале големи загуби. Меѓутоа, Сушевската височина и Трогерските ливади се уште биле под контрола на бугарската армија. Ретко која војна била толку кратка, а толку многу крвава. На вака брзиот крај на битката на Брегалница никој не се надевал, но и покрај тоа загубите биле огромни. Последиците од Балканските војни оставиле неизлечиви траги во животот на македонскиот народ. Исто така и колерата и маларијата, кои се појавиле меѓу населението по војните, однеле голем број животи. После влегувањето на српската војска во Штип, ова територија ќе биде окупирана и ќе влезе под српска окупаторска власт. Организацијата на власта на српската држава се поведувала од така наречената уредба на Кралска Југославија од 1912 и август 1913 година. Ова уредба важела само за оние новоосвоени територии, но не и за српската држава. Овде ќе биде организиран политички и воена администрација. Штип ќе стане округ во кој што ќе влезат градовите Кочани, Царево село, денешно Делчево, Радовиш. Како административен центар во Штип ќе бидат сместени началството, жандармеријата, администрацијата, околиските општински и окружни судове, просветните институции, царини, за да биде комуникацијата поблиска со српската држава, во Штип ќе биде отворена и пошта. Имало и воена болница, која што била сместено во основното турско училиште, кое што помеѓу двете светски војни ќе стане полна гимназија. Српската власт, македонското население сакала да го представи дека тоа е српско или да ја представи како старата татковина и люлка на српството. Во училиштата се учело на српски јазик, се учела српската историја и српската култура.
Така да се настојувало да се избрише македонскиот идентитет, односно да се збрише македонската етногенеза. Црквата ја имала истата задача како и школството, да го увери и убеди народот во Штип и Штипско во неговото српско потекло. Населението било приморано насилно да ги менува имињата и презимињата, додавајќи српски обележја, најчесто со вметнување на додавката иќ. Војните завршиле, но тоа не донело мир и слобода на македонскиот народ. Напротив, завладеала зачмаеност, резигнација и општо разочарување. Во една таква општествено-политички и економска состојба, граѓаните на Штип и Штипско ја дочекале Првата светска војна. Во Штипскиот регион, за потребите на српската војска, биле мобилизирани голем број луѓе од сите возрасти. Покрај регрутација на населението, се вршел и друг терор – реквизиција. Принудно собирање на храна, добиток, запрежни коли, облека и се друго што можело да послужи за потребите на српската војска. Згора на сето ова, зачестени биле и грабежите од страна на српските чети на Бабунски. На 18. октомври 1915 година бугарските војски влегле во Штип, пошто градот повторно се нашол под бугарска окупација. Административно, со влегувањето на бугарската управа во Штип, Штип не претрпел некои промени, односно се нашол и понатаму во така наречениот Брегалничка област, во која имало 6 околии, околу 100.000 жители, 256 села и 41 општина. Истиот месец бил назначен и околиски начелник, а тоа бил штипјанецот Ефрем Чучков, за градоначелник бил назначен Тодор Станков, а за секретар била назначена Ана Пеева. За тоа каква била демографската состојба во Штип зборува извештајот на Стефан Димитров, кој бил главен статистичар во главната дирекција во Софија, кој за потребите на Македонската војна инспекцијска област направил еден извештај во кој вели, поради имањето малку време за вршење на попис, ги користевме податоците од српската управа од 1915 година, во која Штип брои нешто над 21.000 жители, има 41 село, и Штип како центар на занетчиско, односно трговски центар, представува центар не само на Брегалничката област, туку и на сите оние села и општини кои гравитираат во долината на реката Лакавица. Бугарската власт во овој регион веднаш започнала со одмазди репресалии во однос на оние кои за време на српската окупација биле носители на каква било власт. Започнала нова и посилна денационализација и асимилација на македонското население, овој пат со тенденција народот да се прикаже како бугарски. За време на оваа нова голгота на македонскиот народ во овој крај се прогонувале учители, свештеници, службеници и други личности кои биле на црните списоци. Надвор од фронтовската линија, сите цркви и училишта биле отворени и таму каде што било можно, учениците продолжиле со учење. Периодот од 1915 до 1980 година, додека била на сила бугарската просветна власт, бил период на образование во војни услови, период на криза, и тоа не само во штипското, туку и во македонското образование воопшто. Во македонските епархии, веднаш по доаѓањето на бугарските власти, воведувањето на екзархиското управување во црквите поминало без проблеми. Светиот Синод веднаш ги поставил на работа сите духовници, кои за време на српското владење биле во бегство во Бугарија. Бугарската окупација траела до 1980 година, една од најтешките години за нашиот народ. Тогаш гладта го достигнала својот врв. Пролетта и летото се влошило снабдувањето со храна на бугарската армија. Дисциплината почнала да попушта и војската не сакала повеќе да војува. Особено е трагична судбината на македонските војници во битката на Криволак, во состав на 11-та македонска дивизија на Втората бугарска армија. Голема заслуга за масовното учество на македонците во оваа битка имале Тодор Александров, Александар Протогеров и полковникот Борис Драганов. Битката на Криволак ја покажала целата бесмисленост и апсурдност на човековите колежи на двете завојувани страни.
Во битката учествувале, биле ранети и загинале голем број штипјани. Бугарското владење во Штип и регионот бил до есента 1980 година, односно со прибивањето на Македонскиот фронт и со потиснувањето на бугарските и на германските единици кон Бугарија. Со ова за штипјани не значило ослободување, туку само едноставно замена на бугарското со повторно влегувањето на српската управа во градот. За тоа какви биле првите денови на српската управа во градот зборува извештајот на Протогеров, во кој тој вели: на 25 септември во Штип влегува најпрво француската, а потоа и српската кавалерија, односно конјаница. Веднаш по влегувањето градот бил празен. Едноставно населението било од страв во своите домови, сите дуќани и трговски објекти биле затворени, едноставно градот бил пуст. Наредниот ден во црквата Свети Никола еден српски офицер заедно со протата на српската дивизија одржал говор во кој ги повикал штипјани, базирајќи се на говорот на крал Петар, во кој тој укажал дека штипјани никој не смее да ги малтретира и дека тие слободно можат да се вратат на нивните секојдневни обврски. Веднаш по воспоставувањето на српската управа во градот бил вратен управникот Грковиќ, кој бил управник на Штип во периодот од 1913 до 15 година. Заедно со него дошла и свитата неговите помошници. За кмет на градот Штип бил назначен Михаил Балабанов со неговиот помошник Коце Рибарче. Веднаш била воспоставена, односно повторно вратена уредбата од 1913 година, со која во Штип на полицијата, војската и на судството им се дава неограничена власт, со што повторно почнал оној процес на асимилирање и на денационализирање на штипското население, со тоа што сега таа улога ја имале повторно српскиот апарат. Есента 1918 година бил ставен крај на Првата светска војна, една од најстрашните и најкрвавите војни во човечката историја. На 1 декември 1918 година и официјално било прокламирано обединувањето на србите, хрватите и словенците. Создавањето на новата држава било дочекано со недоверба не само во Штипскиот регион, туку и во цела Вардарска Македонија.